Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Возлюбени во Господа, влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим ни го разоткри, поточно ни ја разоткри вечната соблазна за царството на световно. Она царство за кое што историјата препознава дека се трансформира, дека се вградува, дека импонира во партикулумот на личноста, во разумот на личноста, дека сака да се вподоби во личноста и да царува. Царството световно, кое што низ историјата станува и има во себе поробувачка моќ. Моќ која што и текако човекот го одржува, тековно го снабдува, му е извор на фантазијата за воцарување на цар кој што ќе владее со световното царство. Ја разоткри ова соблазна и во исто време ја отфрли, бидејќи логиката човечка, сетилниот разум на човекот не може да го совлада поимањето на Божјото царство, за кое што и самиот Господ Христос ја отпочна етапата навлегувајќи во преку портите на Ерусалим. Ја отфрли таа соблазна, бидејќи знаеше во својата семоќ за поробувачката моќ на таа соблазна. Знаеше затоа што во текот на постоењето претходно, а и во својата семоќ, знаеше дека и имаше поимање за падот на човекот во грев, дека човекот всушност ќе сака да изврши помешување на двете царства, на Божјото и на световното царство. И токму таа напнатост, која што ја совлада уште на почетокот од Господ Исус Христос, не изостана да се развие до такви размери на конфликтност, да и самиот биде распнат од своето создание. А бидејќи фантазијата на човекот е да ја продолжи, да ја одржи и да има тековно, да има оперативен извор на својата фантазија за создавање на световно царство, таа напнатост и беше кулминирачка за животот на самиот Создател, за Господ наш Исус Христос. И како што знаеме од Евангелието, беше распнат и воскресна. Возлюбени, секогаш човекот имал тенденција да ги помешува, да врши спојување, да прави композит од овие две поимања за своето владење, внатре во себе и надвор од себе, субјективно и објективизирачки, интериористички и екстериористички. И секогаш кога вршил такво мешање на двете царства, не го добивал Божјото царство, туку го отфрлал, бидејќи сами по себе се конфликтни
и неодржливи, затоа што заповедта на Христос е најнапред барајте го Царството Божјо и Неговата правда. Меѓутоа, Царството световно не е не колаборанистичко, значи туку е секогаш се убедувало од своите законитости, закономерности, своето законодавство да го побара како поддршка и од Царството Небесно. Односно од оние кои од својата вера се приклонуваат и го поддржуваат Царството Небесно. Секогаш дури и царствата за кои што рековме дека Христос ги отврли како такви, и империите и императорите се бореле за тоа каков цар треба да раководи едно царство. Дали моќен деспот и воинствено агресивен лик и незлоблив или незлоблив, кроток и човеколюбив цар. Таа е дилемата во која што е распон на постоењето човеково. И низ тој распон се создаваат овие трагедии. Овие неправедности. Затоа што Бог се наоѓа во поединецот кој што е неправедно убиен. Бог се наоѓа во солзичката на детето. Се наоѓа во секоја неправда, во секоја правда, а отфрлува секаква неправда што се пројавува од воинствената агресивност. Возлюбени во Господа, Бог не е само и единствено апсолут, не е омнипотентен лик, семоќен лик, не е абстракција, туку Бог е и есентија, а во исто време и персонална екзистенција. Значи и суштина и има и персонално личносно постоење. Бог, бидејќи ги има својствата на љубов, Бог исто така мора да ги има и својствата на страдалност. Штом ги има својствата на љубов, мора да ги има и својствата на страдалност. Бог пострада како човек во тело. Меѓутоа исто така Бог пострада и постасно со својата волја, која што е усогласена со својствата на својата природа, пострада за секој од нас, бидејќи и постаста на Синот Божи е универзална, го спојува партикулумот со, значи поединечноста со мноштвото. Универзализмот во Христа го создава целото страдање негово за секој човек. И он пострада за секој од нас поединечно. Меѓутоа, од понатамошниот развој на ова разоткритие на Господ за соблазната на световното царство, наоѓаме дека и, како што реков пред малку, дека сепак Царството световно се обидува да го усогласи Царството Божјо во себе. И секогаш тоа го правело кога обарува од служителите на Царството Небесно да се усогласат и да се прилагодат на световните законитости и законодавства. И тоа го прави најчесто империјата. Во историјата империите го правеле, меѓутоа и денешно време
во денешно време тоталитарната држава тоа го прави. Се обидува да ги организира душите на човекот, душите на луѓето, да ги организира и да го креира нивното мислење на начин на кој што ќе усогласи функцијата на мислата на човекот со мислата на целите што ги поставува. И затоа секогаш дури Царството Божјо наликува и на непријател за Царството Световно, затоа што станува орудие за исполнување на целите на Царството Световно. Во тој антагонизам, во таквите противречности, се случува таа напнатост што ја видовме после влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим. Напнатоста се случи токму во смртта, во раснувањето на Господ наш Исус Христос. И возлюбени во Господа, се случи и тоа да се разоткрие и мислата на човекот. И то на оној човек кој непосредно, кој личносно, кој се нахрануваше, кој црпеше, кој физички комуницираше со Господ. Дури се појави дилема и во светиот апостол Петар, кој му рече на Господ: Господи, нека не биде ова со тебе. Немој да пострадаш, затоа што тоа е недолично и срамотно за тебе. А каков беше одлучен одговорот на Христос: бегај од мене, Сатана, е одговор кој што е најсуштествен за пројавувачките дилеми на секој од нас. Кога го отфрламе страдањето, кога ја отфрламе болката, а ја заменуваме со уживањето и со корисноста од секоја наша постапка, тогаш стануваме во оној стадиум, на она ниво на кое што се наоѓал светиот апостол Петар, со неговата толку развиена дилема: Господи, нека не биде ова со тебе, немој да бидеш распнат. И логиката на човечкиот ум, на сетилниот разум е таква. Неочистена може да изговори такво нешто, а одговорот секогаш ќе го најде кај Христа: бегај од мене, Сатан. Е одговор затоа што, бидејќи доколку не настане страдањето, нема да се појави ниту воскресението. Тие се централни категории на воскресението, болката и страдањето. Бидејќи Бог со своите својства на љубовта, на совршената љубов, доколку тагува, Бог тагува за другиот, Бог тагува за непројавената љубов од другата страна. Како што рековме, Он е едниот, во кој што е соединето мноштвото човештво. И затоа тагува по другиот, тагува за неодговорената љубов од другиот, а тоа е човекот. Оној човек кој што смета дека болката, страдањето можат да се заменат со консеквенцијализмот. Ќе постапам така ако е користољубиво во однос на мене и нема да ја поднесам жртвата и страдањето и болката на ближниот ако ја брише, ако исчезнува користа од таа таква постапка.
Токму затоа, возлюбени во Господа, доколку не се случеше овој одговор што Господ наш Исус Христос му го искажа на светиот апостол Петар, немаше да се надмине, немаше да ја отврли, немаше да ја победи таа понуда што му е дадена, да ја надмине таа конфликтност, односно да ја соедини во фантазијата на човекот Божиото со световното царство. Немаше да ја надмине и таа мачнина, ќе постоеше и немаше да биде надмината преку богочовечките дела Христови. Немаше да биде надмината и ќе останеше човекот без своја цел, безсмислено неговото постоење, бидејќи болката и страдањето доколку се екстрахираат, доколку се исклучат, доколку станат дисјунктивни од распетието Христово, нема ниту да го стекнеме, нема да го биеме воскресението, а кое што е пат до Царството Божјо. Смртта, гревот и ѓаволот ќе постоеја доколку во Христос, во неговата човечка природа, преку одговорот на неговата личност и ипостас, односно ипостас, не беше веднаш сопрен и отфрлен на понудата на светиот апостол Петар. Нека не ти биде, Господи, тоа, дека е тоа недолично и срамно за тебе да пострадаш. Затоа, возлюбени Господ, да ги прими и услиша молитвите на светите апостоли, кои личностно, непосредно црпеа од неговото постоење, од неговиот образец, од неговата личност, од неговата страдална личност, од неговата грижливост и болката што ја трпи за секого, за секој создаден на светот, секој роден на светот. Апостолите, Пресвета Богородица и светиот апостол Јован, кои неразделно стојат секој пат на распетие од левата и десната страна на распетието, да го молат Господ Христос да се совлада нашата дилема за страдањето, зашто страдањето е наше воскресение, а страдањето се настанува секогаш како страдање за ближниот, за другиот. По нивните молитви Господ да не помилува и да не прими како негови членови на Царството Небесно, сега, секогаш и во вечни векови.